Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро ти вечер, Македонија. Добро дојдовте во Гласот на народот, жива емисија на фреквенциите на телевизија Вистел, вистинска телевизија. 17 часот и 15 минути во обичаен термин кога ве очекувам на оваа програма. Има зашто да говориме, а тоа говориме се за и околу нашата дисциплина во кој сме први, дефинитивно во светот. А тоа е како да се мразиме, како да си ставаме сопки, како да не се почитуваме и се тоа. Да, звучи можеби невкусно, меѓутоа вистинито, затоа што мораме ова дисциплина да ја ставиме на нула. Но дали ќе успееме, прашањето е сега, ова дилема, да дефинираме со вас. Че имаме и телефон во аголот, во колку милувате, можете да не се јавите, да го пипаме пулсот и гласот на народот. А не само тоа, значи, ние сме тата мата за добри и кулинари, се тоа на гастрономи, по кравче, тавче, меѓутоа омразата ја предначи секоја кулинарска вештина во Македонија. Омразата на македонски начин, тоа е мојата и вашата работна тема, која ќе да работиме заедно, а чест и задоволство ми е што го поканив за прв пат господинот Звонко Давидовиќ, познат адвокат. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Најавата е искрена, суштествена, реков, автентична, бидејќи сме први во оваа дисциплина. За жал. Се мразиме многу сме поделени. Многу пати сме разговарале на оваа тема и многу пати сум пишували и моите колеги, многу пати во многу дебатни емисии било расправано ова и очигледно е дека ние сме длабоко поделено општество. Поделени по политичка припадност, политички бои, по верски, национални и секакви можни други поделби кои можеме да ги имаме. И тоа е една од причините поради кои и не напредуваме за жал. Ако нема слога, ако нема љубов, не може да има ни напредок, ни градба на нешто. Фактичката ситуација е таа, дека децата се индиго, копираат, впиваат од сето она што ние го правиме, говориме, артикулираме во секојдневната практика, секојдневието наше. Дали тоа дека е некој синдром кој ние не можеме да го тргнеме од нас или не сакаме? Ние вака децата е нормално да учат од своите родители. Некогаш се сеќавате и вие, некогаш родителите беа и семејството беше прва основна клетка воспитна, каде што домашното воспитување моравме сите да го имаме, инаку беше тешко нас. Дури тоа време и комшиите има право да не воспитуваат и да ни влеваат домашно воспитување, колку да им е тоа чудно сега на младиве луѓе. Училиштата покрај образовната има и воспитна функција, ама воспитна функција како надградба на домашното воспитување. Која порака денес им ја праќаме на децата? Ако нашиот образовен систем е разнебитен, а ја е разнебитен, ако правосудниот систем не функционира, ако постојано секој ден имаме афери, ако имаме страшно висок процент на корупција, нешто што не е тајна, што дури и странците, меѓународната јавност не обвинуваат, ако постојано се спинува и нема одговорност на ниеден функционер која раководи државата, ако немаме транспарентност и на крај одговорност за сето тоа, пораката која им ја праќаме на децата е дека едноставно се е дозволено и дека постојат недопирливи, дека правниот систем нема да реагира што и да направите. И тоа е страшно. Да бидем искрен, како човек кој повеќе децении во мас медиумите, ве се удушевам од вашите колумни. Благодарам. И можам да порачам и на некои мои колеги да ги прочитат вашите колумни
и малци да налезат подлабоко во благодарам новинарството. Да, вистина ми значи. Со сета почит, ви кажувам. Имате една најнова колумна, велите, лагата стана вистина. За жал. Обично таа познатата, вели, 3 пати кажа, или 4, 5 пати, а и 10 пати кажа на лага стана вистина. Така е, за жал. Знаете како бројноста, социјалните мрежи, порталите создадо еден друг феномен каде што бројноста, гласноста на викачите и хушкачите создава вистина. Што не е возможно и не е ни реално во крајен случај во многу ситуации. Имаме партиски ботови, имаме секакви можни сценарија на партиите кои многу ретко сакаат да се откажат од власта и моќта и влијанието на народот, и онда доаѓате во ситуација да безброј луѓе кои ќе повторат една лага станува вистина. Најопасно е со оние сиви лаги уште времето на фашизмот, Геринг ги користели, и тоа е нешто што најтешко се докажува, а на овие простори многу пати се употребува. Каде што има дел вистина, дел е лаги, вие не можете никако да спознаете кој дел е вистина и кој е лажар. И затоа луѓето се во ваква ситуација, интелектуалците се повлекуваат, замолкнуваат. Немаме веќе луѓе кои што сакаат јавно, гласно, отворено и искрено да ги кажат работите, затоа што гледаат дека нема резултат, нема одзив. Рековте интелектуалците, што мене секојаш ме боли, да бидам искрен, тие се јадрото на секоја држава. Меѓутоа, колку вреди и таа ноева филозофија да практикуваат? Не вреди затоа што тоа е опасно, тоа е девастирачки и за самите нив и за сето општество. Знаете за она поговорка, анегдота, дојда по мојот комшија кој беше комуниста, ја не реагирав затоа што не сум комуниста. Дојда по другиот комшија кој е евреин, ја не реагирав затоа што не сум евреин. Сега доаѓаат по мене, нема кој да реагира. Тоа е суштината, не смееме да замолкнеме. Не смееме да не ги кажеме работите, колку и да нема одзив од другата страна. Ви имате ситуација во последно време каде што дури нема ни реакција на критиките. Нема обид од власта да објасни зошто е таа критика, па дури и да спинува. Едноставно на ниво на подразбирање сте. Господин Давидовиќ, вели власта е сласт. Незиното височество во делјата никако да се тргне едноставно. Ако сте на политичката сцена и бидејќи заборава дека народот ја дава и народот ја зима власт. Не мислат така нашите политичари. Денеска го слушаме холандскиот амбасадор во втор пат. Ова е веќе опасно. Ова е веќе црвен картон. Се сеќавате да холандска тројка, која беше иницијатор за таа шарена, обоена и колор, како да речам, револуција, која дојде на мускули да избркате на политичка провиденција, реков, верувате и повторно немам потреба да се вадам пред заграда. Секој ќе речам, секој ќе почитувам позитивната страна, напредната страна за Македонија. Да, знаете како, не е ова прв пат холандскиот амбасадор. Ние имавме многу црвени картони. Не знаеме да ги сватиме пораките и да извлечеме поука и да поработиме малку. Само од нас зависи. Не зависи од никого, никој нема да дојде и да ви донесе некои работи и да ви ги подари. Се треба да заслужите и сами да се работите. Холандската амбасада прекина соработка со судскиот совет. Кај што сте вие во правосудниот систем? Така, тоа беше црвен картон, тоа беше незамисливо да се случи. Тоа е таква критика и таков шамар да би требало да се замислат. За жал, она што ви го кажав претходно, никого тоа не допира, мислејќи дека тоа не се однесува на мене. Некако во последно време и во политиката, но и во правосудството ако има воопшто одговорност, колективни. Па онда, знаете, многу е лесно да кажете, па не сум ја, се однесува на овој до мене што е, или на оној третиот, се однесува на сите. Сите ние сме одговорни за ваквата состојба, секој на свој начин. Меѓутоа, можам да читам меѓу редови дека денесната порака на холандскиот амбасадор е порака и до власта, да не се надева во очекуваме дамата од Европската комисија
некој очекува дека ќе биде ветер у грб некому кој сака и натаму да стои на низиното височество во фотелјата, а обкружен со голем криминален потенцијал и коруптивен однос. А од друга страна имаме политичка партија во опозициониот блок кој вели нема шанси по никоја цена уставни промени. Знаете како Под вакви околности. секогаш е пораката која се праќа од амбасадорите до власта. Секогаш. Се однесува по нешто не опозиција, ама власта е таа која ги креира политиките и која ги спроведува. Ние не можеме да се пофалиме со било каков напредок. Се сеќавате кога беше пример кај нас? Во тој извештај за кој ветивме дека ќе го спроведеме, ние не спроведовме ни една буква. Ма ништо. Не мрднавме од мртва точка. Ние ветивме реформи судски. Ма не се судски реформи носење на закони и промени на закони. И на каков начин? И на таков начин. Шверцински може да. Судски реформи се да утврдиме зошто е состојбата ваква, кои се виновниците со име и со презиме и на крај одговорност за тие виновници кои допринеле за ваквата состојба, пред се за влијание, толкаво влијание на политиката во правосудниот систем. Господин Давидович, вие сте еден од доста влијателните адвокати и доста авторитетни во државата во соглед дека ги запазувавте, бевте адвокат на многу тешки случаи во Македонија. Тоа е мојата работа. Меѓутоа, во друга не сваќаат луѓето. Да, меѓутоа зборот ми е беше еден парадоксален случај во државата, што Македонија, новинарска забелешка и општа народна забелешка, е експериментална зона, каде се применуваат секакви експерименти, например, и паралелен систем, кој што беше специјално јавно обвинителство при обвинителство. Вие дадовте една порака, дури представник таков институт, таков орган треба да биде од рамките на адвокатите. Вака, јас и адвокатската комора, не знам колку јавноста знае, понуди можност и решение преодно за судовите и за обвинителствата кои немаат доволно кадар, од редовите на адвокатите, искусни, да поработат луѓето се додека не се создадат услови и можности да дојдат суди и обвинители кои ќе имаат стаж, кои ќе поминат академијата и сето она што го предвидовме. На долга и на широка е оваа приказна за правосудството, еве накратко. Само сакам најкратко да поентираме со тоа што беше донесен еден лик кој дефинитивно на еден многу Тоа беше преговор меѓу политичките партии. Секогаш кога политиката, ја милион пати сум кажал и милион пати што ќе кажам, секогаш кога политиката се обидува со правни механизми да си ги реши своите политички и политикански проблеми, резултатот е овој. Не можете вие четворица лидери да решат кој ќе биде обвинител зад затворени врати, и тоа со такви огромни овластувања и огромна подршка од меѓународната заедница. Не можете да седнете и да кажете дека двете големи политички партии во Македонија на маса партиска, меѓусебна, разговараат за донесување на закон за јавно обвинителство. Тоа е срамно. Они јавно го кажуваат. Тоа е срамно. Не може да биде партиската маса преговарачка место, поле каде што ќе се решаваат кадровски работи во правосудството и носење на закони и да се преговара за тоа. Тоа е незамисливо. Тоа на Запад е казниво. Да се вратам со фактичката ситуација околу најсуштественото, тоа да се биде или не, тоа да нема прашање сега, тоа е прашање дали ќе бидеме дел европското семејство, но заборавајќи каков лош багаж имаме и лоша ситуација со голем број криминал, корупција, афери, невладење на право, значи немаме воопшто ни правна држава, ни од одбрана за човекови права, ни се слободни медиуми, што јас се насмеав и напишав во едно пред неизвестно време отворено писмо до Прибе и велам секаде Прибеве има и на туршија ставање, и на погреби, и на свадби, значи не можевме да го извадиме од уста Прибе. Меѓутоа Прибе беше со добра намера да се направи една правна држава. Од таа дистанца до денеска ние имаме една безобразија, да речеме, секој случај. Станува збор за еден феномен, а тоа е носење на еден насила, да речем, кој што беше шарената револуција. Видовме како испадна, дали имаме мир и правда, вие ќе ни дадете одговор,
А од друга ситуација, нашиот министер за надворешни работи, господинот Буир Османи, ја режијата ќе замолам, да го пушти тој сегмент, тој детаљ, каде што тој изјави за еден од социјалните од порталите, дека внесувањето на бугарите во уставот било наш изум. Реже ме молам, ако може да го добијам тој дел каде што Османи изјавува дека внесувањето на бугарите е македонски изум, се мисли на актуелната политичка гарнитура, и тврди дека предлогот за уставни измени дошол токму од македонска страна. И ќе завршам, ја повеќе пати подсетам дека на 22 мај 2022 година на тета-тет средбата меѓу председател на Бугарија господин Румен Радев и нашиот министер за надворешни работи беше чисто како овака спонтан предлог, вика разговор, вика зошто да не ве ставиме вас бугарите како што ние сме ставени во уставот на Република Македонија. Со тоа веќе му ги отворил портите. Кој е вашиот коментар визави ова што веќе го изјавил? Јас мислам дека режијата наскоро ќе го пушти тој. Повелете. Тоа се политички одлуки, политички коментари. Факт е дека ние сме одговорни. Да. Ние сме одговорни за она што се случува во нашата држава. Зошто? Со една забелешка пред да одговорам. Да. Лошо е што овде викате ние македонците, ние албанците. Тоа е таа поделба. Он е македонски министер. Сите они се македонски граѓани. Без оглед на националноста, ја почитувам, секој има право да се определи како сака, но сите ние сме македонски државјани и мораме да бидеме лојални на оваа држава. Внесувањето и промена на нашиот устав зависи само од нас. И тоа е длабоко точно. Зошто решаваме ние уставот да го смениме и кои се придобивките, тоа е нешто што треба да се објасни и треба да му се каже на народот ако имаат некаква визија. До денешен ден такво нешто не доби македонскиот народ, едноставно ќе биде сменет уставот, бугарите ќе бидат ставени во уставот за да се овозможат преговорите. Арно, читајќи ги, гледајќи ги работите кои се одвива околу целата работа, ние имаме комисии за прекројување на историјата. Ние имаме комисии каде што говор на омраза се многу специфични работи, многу работи не ќе спееме да кажеме. Имаме прекројување на некои поими. Така да не е тоа баш така едноставно. Многу е лесно вие уставот, ако се сеќавате во уставот, првиот устав, притворот траеше 90 дена. Имавме големи проблеми во пракса околу тоа, затоа што навистина беше невозможно да се завршат некои предмети за 90 дена и притворот брзо истекуваше. Дури и тогаш, што беше реален проблем на правосудниот систем, долго време се размислуваше дали воопшто да се отвора прашањето за промена на устав. Затоа што еднаш кога ќе го отворите тоа прашање, ќе нема крај. И така и бидна. Нема крај, ние многу работи сменивме во уставот. И пишувате и за промена на уставот. Колку пати беше сменет уставот? Многу пати. Многу пати со многу работи за судскиот совет, за притворот, за многу работи, Охридскиот договор и сето тоа влезе во уставот. Не знам дека се движиме. Дали тоа порозност меѓународен фактор, бидејќи секој бара почива кај што може најубаво да се извара, да се ископе. Апсолутно, ние не сме сплотени меѓу себе, ние се караме, се расправаме меѓу себе, место дома да средиме, се мразиме, омразата е на секое можно ниво и на секој можен чекор и не можете да очекувате вашиот дом да е среден. Секој странец, јас ви го тврдам тоа и ви подпишувам со двете раце. Колку и да е добронамерен кон било која држава, еви и Република Македонија, сето она што ќе го вложи бара да му се врати. И секој странец го гледа интересот на својата држава, што е нормално. Само сме ние тие кои не го гледаме интересот на нашата држава. Ние немаме национална стратегија. Кои се нашите црвени линии преку кои не сме и не може ниту еден политичар да помине. За кои што секоја политичка партија мора да донесе национална стратегија. Апсолутно. 5-6 точки кои не сме да се помине. Го немаме тоа. А за друго да има надпревар во идеи, во проекти и се тоа. И треба да се има разлика во мислење.
али не да биде тоа начин, на овој начин на кој ние се караме, се мразиме и се докажуваме и не се ни слушаме воопшто. Кај нас нема диалог. Доколку има диалог меѓу луѓето, има различни мислења, но да знаеме да се послушаме и да знаеме да размислиме дека можеби туѓото мислење во некој дел и подобро, ќе има напредок. Различноста на мислењата и аргументацијата и расправите, ал не расправи со омраза, него расправи, академски расправи, носат кон напредок. Но што имаме ништо, пак сведоци сме на клевети. Прочешлав малце, да речам, по дневните настани и навистина една интересна ситуација, извадив некои изводи, да речем, некои детали. Вели, медиумите пренесуваат, вика, уште една лага на СДСМ против Мицкоски падна, вика. Обвинителството констатираше дека нема докази за Делчевски ниви. Ова зборам ан генерал, значи не зборам за поединецот, да речам, менуваниот лидер на опозиционата партија, тоа може да се однесува и за другиот од актуелната власт. До каде одат тие кодошења, клеветања и се тона? Знаете, кога политиката ќе навлезе секаде, буквално секаде, и кога само ако си член на партија, приврзаник на партија, можеш да имаш просперитет, секе се одвирува низ филтрите на партијата, а секоја партија тежне кон моќ и не мисли да се откаже од таа моќ и власт, ќе го имаме ова. Каква врска има било кој од политичките партии со Делчевските случаи, за кои и ние ги застапувавме како адвокатско друштво, кога тој предмет заврши на единствен можен начин. Не се ни покри на обвинение, затоа што таму нема вина. Самото основно јавно обвинение донесе одлука да се прекине со тамошното. Со истрагата и се заврши таму кај што не е проблем вие да водите истрага. И треба да се води истрага за многу работи. Но ако констатирате дека нема навистина докази, еве ќе го затворите вака случај. Колку тоа е добро за еден политичар да се однесува така во однос на противникот за лично дискредитирање, уложување. Факт е дека правосудниот систем стана добра алатка на секоја политичка партија, добра алатка за раскусурување, воспитување, дисциплинирање на оние што се опоненти или противници. Приметувате ли дека секоја политичка партија, кога е во опозиција, вика судството не чини. Судството е корумпирано, судството е зеригне. Како ќе седне се заборават. Се заборави и вика судството е одлично. Едниот го расцвета како пупка, да. Претходниот речено не фантастично функционира судството. Ама ниеден од судиите, нити системот се смени на судството овие 20 години и ние само пропаѓаме. А се на власт, судството е супер. И нема реформа. И го користат како алатка, пак ќе ви кажам за справување со противниците, а собранието кој е највисок законодавен дом, каде што седат пратеници, тоа за една држава многу значи, тоа е многу висока функција која за жал кај нас девалвирана, повторно ни служи на извршената власт како механизам за гласање и дигање гласачка машина на рачиња, да. Меѓутоа видовме по трет пат го спомнам холандскиот амбасадор, да бидам искрени, предходниот холандски премиер беше во Македонија, која требаше држне да ја издалече падне владата на Зоран Заев и околу фамозниот фантом пратеник, се сеќавате го бара и дошол во ситуација да ја спаси владата, но кога видел дека нема Еродова влада и доаѓаат критиките од државата која е голем авторитет во Европската унија. Така е. Вие се сеќавате и америчката амбасадорка имаше страшна критика дека нивото, да парафразирам, нивото на корупција е толку високо да е загрижувачки за обстанокот на државата. Да ви каже амбасадор странски такво нешто, во најмала рака треба да се, не да се засрамите, да се запрашате кај сте тргнали и што се случува во вашата земја, кога перцепцијата од надвор е таква. И го извоштените на Стейт Департментот со име и презиме ги спомнуваат. Меѓутоа, влакно на глава да им фали, господин Давидовиќ. Денеска истиот е градоначелник, другиот е висок функционер во влада. Имаме нефункционален правен систем кој клиентелистички функционира,
Значи, судиите дури немате потреба ни да им се јавите, знаат што треба да испорачаат. Само ишере да се испратили. Обвинителите се глуви, слепи, нема допрен глас, освен ако не им кажат слушни го ова. И онда имате една ситуација каде што високата корупција и високите функционери се недопирливи. Не можете да имате тогаш правен систем ако судите луѓе за кобасици, виршли и извинете ситна боранија, кебапчиња, а високата корупција обстојува и секој божи ден ние имаме по некоја афера. И нема одговор на тоа. Ние за Тетовската, замислите, не изгореа луѓе во Тетовската болница, обвинителството до денешен ден не покрена обвинение за причините за настанатиот пожар. Она што се водеше како предмет, јавноста треба да знае, е предмет во кој се судеа луѓето во предметот поради непочитување на прописи во време на пандемија. Немаше обвинение за причините за горењето на болницата. И сега нешто као водат истрага, ние имавме повикани германски експерти од нашата власт кои ни дадоа вештачење. Певтобоската несреќа во Бугарија? Исто. Она што беше... Колку имаше дома? 44? Така е. Па имавме уште не е завршен предметот ласкавци. Дурматурс. Таа бројка е голема, во секој случај тоа се човечки загуби. Гинат луѓе, наши луѓе, наши државјани, секој има семејство од нешто што буквално не се почитуваат законските прописи и не се спроведуваат контролите и надзорот кај што треба. Господин Давидовиќ, дискутираме на дневни теми, на дневни настани што се актуелни. Еве на еден медиум, да бидам искрен, кој навистина е поддржан од Стет департментот, тоа е Радио Слободна Европа, кој денес излезе со една информација, пренесуваат медиумите, вели државната лотарија закупи поранешен ресторан за свадби за 2,6 милиони евра. Ќе ја прочитам уште малце. Државната велика лотарија го зема поранешниот ресторан Фестина во Избего за неверојатни 2,6 милиони евра на 10 години, а мрежата на фирми завршува кај бизнисот партнери поврзани со зетот на Али Ахмети, косоварот Куштрим Смалај и така натаму. Веќе Радио Слободна Европа ќе кажам, тоа не е некој медиум кој е, така да речам, припаѓа на некоја политичка партија. Ова е радиостаница, телевизиска станица која е поддржана и од највисоките институции во светот, како што е. Многу такви информации, многу афери има и многу средства за јавно информирање од надвор кои имаат тежина. Што можете да коментирате истото она што се случува веќе со децении кај нас? Политиката и политичките партии, нивните роднини и тајкуните се богатат на сметка на државата, на сметка на нивните функции, злоупотребувајќи ги и никому ништо. Нема отчетност, нема транспарентност, нема одговорност. Имаме и уште прашање за вашиот за фелата кај што сте вие, но еве да идам уште малку за и околу актуелните избидувања. Влагаме во просторот кај што не очекуваат претседателски и парламентарни избори. Да, опозицијата бараше, не јас се прашам зашто не беа малце по агилни според народот, како што народот спомна и очекува, и на еден својведен начин најдемократски да избоксува превременни избори, но за тоа јас не би коментирал, че најдеме простор кога ќе дојдат представниците на опозицијата. Гледам дека срамежливо се уште не доаѓаат, но ќе очекувам дека ќе дојдат. Што мислите вие за и околу Државната изборна комисија, каде во овој состав кога имаме одвојување на албанскиот политички корпус, формирање на 3 партии, колку се повеќе. Имаме БЕСА, имаме Алтернатива, имаме Алијанса и имаме движење на господин Изет Меджити. Дали на сето тоа, треба сепак да има човек од овој корпус? На кој корпус мислите? Од овие четворицата во ДИК, бидејќи евидентно според аналитичарите велат дека може да дојде до полнење на кутии, бидејќи ако има човек од нивниот политички амбиент, нема да дојде до тоа. Знаете, со што не можам да се согласам? Република Македонија е Република Македонија. И не ми е јасно зошто упорно го тераме националниот и националистичкиот концепт
и се делиме на македонци, албанци, срби, бугари. Тоа е за дома. Зашто не станеме модерно општество, а не сме? Искуството кажува Граѓанско општество, и се додека се делиме на овој начин, ние ќе имаме ваква ситуација. Зошто да биде привилегиран некој затоа што е албанец? Зашто? Зошто да има можност да биде преку ред понеквалитетен албанец примен во академија само затоа што е албанец, пред деца македонци, срби, роми, што сака нека се, кои имаат квалитет и покажуваат подобар квалитет и знаење на приемниот испит. А он е примен пред нив само затоа што е албанец. Зошто мораме да имаме... Не. Ова нема врска со албанофобија. Можат они да тврдат што сакаат. Но ова не е тоа, особено ако имаме и Бадинтеров клjuč. На што тоа личи? Носите одлука во Советот, Судскиот совет, каде што мнозинството членови гласа, но ако ги немате четирите члена од малцинствата, одлуката не важи. Па тоа ли е демократија, тоа ли е модерно општество на 21. век, модерно судство, каде што се спуштивме на ниво на национални и националистички интереси. Рамковниот договор беше донесен за заштита на малцинските права. Меѓутоа тука имаме како за биднационална држава донесен. Па тоа е она што упорно ви го кажувам, треба од тоа да се ослободиме. Јас имам многу пријатели албанци. Јас се прашувам и често пати нив ги прашувам како не ти е незгодно затоа што си албанец да испаднеш дека си понеспособен затоа што си привилегиран да бидеш примен без знаење. Зашто не покажеш знаење? Нема овде ништо албанофоб. Дај Боже да има толку способен човек, нека биде и председател на државата и премиер. И јас се согласувам. Апсолутно. Јас имам голем број албанци. И јас затоа не можам да ви одговорам на ова прашање на овој начин на кој барате, затоа што луѓето кои ги познавам многу, не ги делам на македонци, албанци, срби. Ги делам на луѓе и не луѓе. Да, меѓутоа знаете што Државната изборна комисија веќе покажа како во какви ситуации има. Бидејќи ваквите избори што се во Македонија не се европски, да се разбере. Не се апсолутно. Ова ние не сме европска држава пред се. Тексаски избори, знаете, и пиштоли работа, тепање, што викаат пунине со лопати, гласачки листи, семејно гласање. Сега морам да се ни во Африка такви гласови не, избори нема. Вака јас бев неколку пати во Африка и во голема заблуда сме дека Африка е нешто. Африка е многу посредена него што сме ние овде. За многу држави. Но друго сакам да ви кажам, знаете, еден пријател Србин вика, јас тргнувам на југ и доаѓам во Северна Македонија. Кој е во југоисточна Европа, а на Западен Балкан. Тоа треба да не замисли. Изборите беа, да речам, дискусии, се уште се дискусија, да или не. Евидентно е дека Македонија доживува голема економска криза. Видовме дека имаме мал раст, економски раст, а имаме голем дефицитарен буџетски дефицит. Значи тоа го кажа Светска банка. Појако тоа здравје, а се удират у гради дека инфлацијата се намалува. Кој тоа не знам се удира во гради? Па актуелната власт која претендира сака и натаму да биде на коренот на политичката сцена. Нема за жал кај нас политичка сцена. Кај нас е политиканска сцена. Нема во Република Македонија политичари. Тоа се политиканти. Еден политичар, за да бидеш политичар, ти мораш пред се да си морално голем човек, многу одговорна личност и личност која знае да биде самокритична, транспарентна и да не работи за себе, него за општеството. Ја таков не знам. Не знам со децении веќе во Македонија. Ниеден од нив не е транспарентен, ниеден од нив не е не одговарал, ниеден од нив не е отчетен, баш затоа што нема казнивост. Они се неказниви затоа што и го направија да бидат неказниви. Правниот систем го урниса и онда нема реакција на правниот систем кој не постои. Јас многу пати кажав, еви сега ќе искористам прилика, Столтенберг, например, беше политичар.
и е политичар и премиер на држава. Кога се случи едно убиство на 70 на деца, тој човек сам, што е за наши услови незамисливо. Тука имате бодигарди, имате возила, имате секој сабајле, сирени, некој политикан че водат некаде. Кој што ќе му направи? Сам, без обезбедување, застана пред родителите на убиените деца и понуди своја оставка и со часови разговараше со нив. Тоа кај нас не се случило. Кај нас за сериозни работи кои не се случија, веднаш имате не, тоа нема зашто ја да дадам оставка, зашто ја од мене барат одговорност, као да се венчани за фотелите. Господин Давидович, значи не сум како адвокат, како аналитичар ве поканив, се имајќи дека вашите колумни се доста силни, автентични и реков пример за многу новинари во секој случај. Но прашање е тоа што Македонија економски е во максимален колапс. Изборите чинат пари, тоа се македонски пари, на македонскиот народ и породи по државјанство, да ношите обрзници. Дали ова несериозност од, како рекоте, политиканти, јас љубам некој да ги викам, од причина што тоа 10-20 милиони, колку да се 100 милиони евра, треба да се некако домачински однесуваме, да бидат едновременно организирани и реализирани, и преседателски, и парламентарни. Најдобро решение беше 8 мај. Од друга страна го слушаме премиерот, нели? Има време. Не сме одлучени. Знаете што е уште може би побитно да бидат во исто време? Резултатот кој ќе го добиеме. А резултатот повторно ќе биде една голема нула, ништо. Затоа што до сега ниедна се менјаваат политичките партии, те една на власт, друга во опозиција, но системот по кој владеат, начинот на кој владеат ги прави еднакви. Затоа што едната го наследува системот на корупција и само продолжува од следната партија и е уште полошо, ја не знам до каде ќе отидеме. Ние немаме понуда, вистинска понуда за просперитет на Македонија. Ние не гласаме за подобриот. Ние гласаме за помалку лошиот. Јас за нов изборен модел да се избира една изборна единица? Јас мислам дека е тоа најдобро. Не сум стручен, али мислам дека би било многу почесто околу малите партии. Да, јас повеќе пати кажувам дека им бев учесник малтене во избори каде што навистина се милионски народ вклучени. И видов дека двата мастодона, републиканци и демократи, или да речеме магарињата и слоновите, не можеле да дојдат до ситуација со дека не се појави зелената партија на Нарал Афнедер, и која е вистинското јазиче во дефинирањето на победникот на американската политичка сцена. Затоа велам, дали е време Македонија да си има свој вистински трет пат, партија која десна, да речам центар, кој дефинитивно ќе биде како што треба. Се чувствуваше тоа кај народот, се чувствува дека се желни за промени и за нешто ново, се чувствува дека сакаат да живеат во нормална држава, мирно и спокојно. Колку и каква ќе биде понудата на изборите, ќе видиме. Ја гледам дека се појавуваат некои нови лица, како ќе ја освојат гласовите, како ќе се однесуваат понатаму, ќе видиме. Најтаксативно имам. Дали пратеничкиот мандат треба да биде неограничен, да речем. Стануваш од млад, влагаш политиката, остануваш до пензија. Што е дегутантно во секој случај. Не, тоа не е хигиенски во секој случај. Не е хигиенски, ама ке нас испадно многу корисно. Затоа што многу од тие политиканти, политичари кои почнаа, првото вработување им беше премиерски места. Се сеќавате, имавме ние заменик, подпредседател на председателот, па укинавме као функција, знаете на кого мислам. Да. Па министри, први вработување им беа и сакате вие напредок, просперитет. Тешко. Тоа што ми дава за право да ве прашам, пишува повеќе пати колумни на една тема, за пак СЈО, со тоа ќе закружиме нашиот вечерашен разговор, околу октририраното носење на лице кое видовме дека како крт
беше криена во еден ресторан. Да, ден и ноќ, таа истата даде таква изјава, дека 4 дена била криена во ресторанот ден и ноќ, му направи реклама на сега компанијата. Ги почитам во секој случај таа компанија. Меѓутоа, од друга страна видовме дека испадна грешница. Инволвирана во криминални дејанија, според тоа што го видовме како казнена одредба што добила. Беше вклучена во една афера која нема решение, беше рекет, и тоа мистериозно остана, без разрешница. И околу тие незаконски обезбедени снимки, еднострани, само едната страна била следена, другата не. Не, може. Дали постојат и секако постојат, нели и другата страна. Сигурно Меѓутоа не беа обелоденети. Само ова, господин Давидовиќ, според законот за приватност, беше тие снимки да се постават до 25 ноември 2017, исправите ми 16. Така, мораше да се дадат обвинени, имаше определен рок. До 25 така. Или 30 ноември. Веќе Меѓутоа, тие дадени се датите. на 31 декември истата година. Месец дена, значи подоцна. Со тоа веќе тоа доаѓа до логика дека се неважни. Се сеќават. Вие сте адвокати, јас сум... Има еден закон каде што сега тие се чуваат во трезорите на бивша САЈО и тие снимки треба да се уништат кога ќе завршат сите овие предмети, кои условно кажано беа предмети на САЈО и повеќе нема да служат као докази. По однос на САЈО, она што ме прашавте, кога политичката одлука беше на 4 лидери да биде тоа Катица Јанева, јас и многу мои колеги кажа или ќе бидат херои или губитници. Испаднаа губитници, за жал, затоа што има голема подршка од народот, значи македонскиот народ ретко кому дал таква подршка и има огромни финансиски средства. И наместо реално да се изборат со корупцијата и со проблемите кои ги лоцираше и Прибе, се случи тие да бидат внесени во коруптивните, односно главата да биде внесена во коруптивните процеси и да заврши онака како што заврши. Па после неа заврши и тогаш јас пишав дека господјата јавна ќе заврши како господјата специјална и господјата јавна од организиран криминал заврши не така, али слично беше сменета под една Меѓутоа, чудни околности. прашањето беше помина рокот на поднесување на кривични пријави до 25 или 29. Не ни поднесуваат они сега. Зборам за таа година според закон на приватност, за тие снимки. Тоа беше поднесено месец една подоцна. Значи рамката, временскиот простор беше толку. Се прекрши. Околу тоа постоја различни Толкувања? толкувања, различни се убедува, правната јавност се убедуваше, политиката Барам вистински одговор, верувајте ми, оти лутав како новинар пишов. Навистина, веќе и датите, и не можам да се сетам, би требало да погледам, но можам да ви кажем, гледам со предметите што се случува. Веќе се при крај и нема некој голем резултат на сето она што беше бомбастично најавувано. И за крај, која е вашата порака, со глед дека навистина има што да кажете, од сето ова ми давам простор, повелете. Не знам што би можел да кажам, освен дека само слогата може нас да не спаси. Ние сме многу мал народ. Народ кој многу горделив народ. Народ со голема историја и со големо и светло минато. И не треба од тоа да се откажуваме, но малку треба да поработиме секој од нас на себе си и да се сплотиме меѓу нас, не да се разделуваме и да Која е се таа караме и формула? да се... Која е формула да најдеме да се случи тоа? Едноставно чувствувате љубов, немате го мразите оној кој малте не го ни познавате. Јас не можам да сватам како луѓето може да се мразат, не се ни познаваат. Дајте шанса на другиот да го запознаете. Верувам дека ќе имате добар пријател и соговорник. Не сакам да мудрувам, али сакам ми остана секаш во сеќавање основата во гимназија, завршив во Никола Карев. Имав прекрасни професорки. Јас во Орце Николов тука сме биле. Значи конкурентност. И вика една латинска вика honorificare alter non ledere sum quic retribuere. Да преведам. Живи поштен, почитувај го секого и дај му на тој што го заслужува, она што го заслужи.
Ја ви благодарам што бевте мој соговорник Благодарам на поканата, беше драго и многу пријатно. и задоволство ми беше и ќе ве очекувам и наредните емисии, бидејќи сте добар соговорник. Почитувани, еве, со оваа емисија го завршуваме неделниот циклус на Гласот на народ. Утре вечер имаме убава емисија, исто така како и овие. Тоа е политичкиот магазин вечер со Слободно Томич од 21:15. Ќе имаме добар соговорник, останете и натаму со програмите на телевизија Вистел, вистинска телевизија. Бите ми живи, здрави, чувајте се. Пријатно.